Во владата беше подпишан кредитен договор меѓу Железници на Македонија Транспорт и Европската банка за обнова и развој во износ од 20,9 милиони евра. Кредитот ќе се искористи за набавка на електрични локомотиви со резервни делови, со цел зголемување на транспортот на стоки и приходите на предпријатието. Ова финансирање ќе ја овозможи на Северна Македонија да набави до 5 нови електрични локомотиви да имплементира систем за планирање на ресурсите на предпријатието. Овие подобрувања дополнително ќе представуваат многу повеќе од технички надградби, тие се стратешки инвестиции дизајнирани да ја подобрат ефикасноста, квалитетот и безбедноста на товарните железнички операции и ќе придонесат за намалување на емисиите на CO2 и ќе играат клучна улога во поддршката на тековната зелена транзиција на земјата. Како што информираше премиерот Мицковски, ова ќе значи побезбеден, побрз и поефикасен железнички транспорт. Денес зборуваме за нешто што со децении беше занемарувано, а е од суштинско значење за економијата, извозот и европската иднина на нашата држава, а тоа е железницата. Состојбата која што наследивме беше катастрофална. До неодамна МЖ Транспорт немаше ниту една целосно функционална локомотива. Повеќе од 20 меѓународни товарни композиции беа стопирани во Гевгелија без можност товарот да се транспортира кон европските пазари. Министерот за транспорт Александар Николовски за време на денешното подпишување на договорот СЕБОР најави целосна трансформација на железничкиот транспорт. Постари со една флота на нови 5 и овие 4, мислам дека ќе имаме 9 локомотиви кои што целосно ќе можат да го обслужат карго транспортот, а дел од нив да се користат и во патничкиот сообраќај. Ова е многу значајно, особено за коридорот 10, кој што треба да расте во годиниве кои што се пред нас, како и за коридорот 8, кој што го развиваме во овој момент преку инвестиции во инфраструктурата. Проектот се оценува како важен чекор кон модернизација на транспортот на стоки со железница, со зголемена безбедност и ефикасност, додека условите на кредитот се во согласност со стратегијата за одговорно управување со јавниот долг, вели министерката за финансии Димитриевска Кочовска. Директорот на Железници Транспорт Дејан Кошутиќ додава дека проектот подразбира регионални врски во системот на транспорт.